Нашата денешна тема е како ниските температури влијаат врз овошките. Имено со настапување на постудените денови, многумина се прашуваат како ниските температури влијаат на самите овошки и колкави штети можат да предизвикаат истите. Во продолжение ќе дадеме одговори на прашањата колку студот е опасен за овошните насади, но исто така и кои видови се најранливи. Ово утро заедно со нас е професорот Тоше Арсов од Земјоделскиот факултет. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на вас, добро утро и до гледачите на Телма телевизија. На самиот почеток ќе прашам општо, колкаво негативно влијание имаат ниските температури врз овошките? Појавата на ниски температури во овој период на годината, односно во средината на есента, оваа година беше некарактеристично, меѓутоа сепак полошо беше појавата на снегот кој што се појави и можеше да направи таму кај што се појави, можеше да направи, бидејќи овошките се заедно со листовите се уште, односно има доста листа маса, па можеше да направат кршење на овошките, кршење на стеблата или пак кршење на цели гранки. Негативните температури се нормална појава, нели, меѓутоа до одреден степен во ноември месец или крајот на октомври, меѓутоа доколку се појават порано негативни температури, може да предизвикаат оштетување на млади леторасти, посебно на овошки кои што биле прихранувани со азотни ѓубрива до доцна на летото, ако било дадено некаде азот во текот на јули, август месец или пак некојаш и подоцна, доколку биле наводнувани, тие овошки, односно тие леторасти не биле созреани доволно, па може да направат оштетување. Почесто оштетување може да настане кај субтропските овошни видови, кај што се и таму кај што имаме зелени гранчиња, односно несозреани гранчиња, или пак кај некои доцни сорти од оревите. Тие што се доцни сорти, може да се појави измрзнување на гранките. Позначено оштетување од есенските ниски температури кај континенталното овошје обично не се забележува. Моментално може ли да кажеме кои овошки се најранливи, односно кои најмногу потпаѓаат на овие ниски температури? Како што кажавме, значи сите оние субтропски овошки во овој период, субтропските овошни видови, како што се калинката, како што е смоквата, како што е јапонското јаболко или пак доцните сорти од ореви, имаат несозреани гранчиња кои што може да предизвика да дојде до измрзнување на гранчињата. Меѓутоа пак субтропските овошја се одгледуваат обично во потоплите краеви, каде што не дојде до толку паѓање на ниска температура. Но сепак треба да бидеме внимателни, затоа велиме доцните сорти од ореви треба да се садат на локации каде што нема појава од рани есенски слани или рани есенски мрази. И да внимаваме да не вршиме прихрана со азот до доцна, да не наводнуваме продолжено вегетацијата, посебно кај младите овошки, да не се наводнуваат доцна, а крајот на август или почетокот на септември или па септември да не се наводнуваат, за да созреат гранките, да не дојде до измрзнување на гранчињата. Дали земјоделците треба само на овие моменти да внимаваат или пак има и нешто друго кое што треба да го откриеме, односно да им помогнеме? Доколку станува збор за есенските ниски температури е конкретната след таа ситуација. Меѓутоа, промената на климата, климатските промени, доведуваат до појава на несакани температури и напролет. Тука е поголемиот проблем, кога ќе се појават напролет, посебно кога овошките се веќе тргнати во вегетација, доаѓа до уништување на целиот род. Април тој период. Да, посебно оваа година беше карактеристична со појава на негативни температури во тој период и дојде до значајно оштетување, намалување или пак воопшто да немаме плод некаде на некои овошки. Пред самиот крај сакам да прашам и колку температурни промени би можеле да влијаат на родот идната година? Посебно температурните промени, кога се појавуваат кај зачетоци на плодови, се многу значајни да може да предизвикат негативни појави, односно абортирање на стотуку заврзани цветчиња или пак стотуку заврзани плодчиња. Во такви случаеви и температури кои што не се под нулата, меѓутоа кога имаме температурно варирање, доаѓа до отфрлање на младите плодчиња заради стресот што го доживуваат овошките.
Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност вакви информации да прикажеме на нашите Ви гледачи. благодарам и на вас, благодарам до гледачите на Телма телевизија. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа од корист, особено за земјоделците кои што се заедно со нас рано утрина. Ние се гледаме повторно утре со тема која што верувам ќе биде корисна за дел од гледачите или пак можеби сите оние кои што постојано се заедно со нас.